Граѓаните од Кочани кои живеат во околината на поранешната фабрика за хартија реагираат на секојдневното испуштање густ чад од еден од фабричките оджаци. При тоа се жалат дека се шири силна миризба и оти се загадува воздухот. Нивните реакции стигнаа и до надлежните служби во општина Кочани, од каде информираат дека се преземени соодветни законски мерки за испитување на состојбата и начинот на кој сегашната компанија Paper Mill го извршува технолошкиот процес. Пред 2 седмици доставивме барање до правниот субјект Paper Mill за известување во врска со загадувањето на амбиенталниот воздух предизвикано од нивна страна. Во него е нагласено дека е потребно да ја известуваат општина Кочани за активностите поврзани со влијанието на животната средина, а кои непосредно ги засегаат граѓаните на Кочани. Истовремено бараме да ни ги доставуваат податоците за извршените мерења и за параметрите поврзани со издувните гасови од оџакот на котларницата, стои во писменото известување од општина Кочани. Во информацијата од локалната самоуправа информираат дека досега не добили известување за измената на дозволата која што би требало да биде резултат на промената на горивото што се користи во процесот на производство. Одговорните во општина Кочани прецизираат дека од контактите со Министерството за животна средина и со Државниот инспекторат за животна средина дознале дека се работи за замена на горивото што го користи правниот субјект, а во овој период се врши тестирање. Од компанијата Paper Mill пак за Канал 8 потврдија дека поседуваат интегрирана дозвола, што е издадена од Министерството за животна средина. Во моментот во фабриката се прават испитувања на новата машинска постројка во котларницата која наместо метан како суровина користи пелети. До крајот на оваа недела треба да биде поставен филтер, а во меѓувреме зголемена е и висината на оџакот. Се очекува на почетокот од идната недела да се направи и контрола од страна на Државниот инспекторат за животна средина, за да се види дали поставениот филтер и измените во начинот на користење на горивото ќе бидат во рамки на законските одредби за издадената дозвола.